إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Така што во минатиот дерс учевме последната серија, последната експедиција која испрати посланикот салаллаху алейхи васелам, и исто последна сура која му се објави на посланикот салаллаху алейхи васелам. И после тоа, како што спомна имам Ад-Захаби рахимахуллах, неколку својства од нашиот сакан посланик Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Така што вечерва ќе учиме вафату небији салаллаху алейхи васелам, значи смртта од посланикот Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Зашто посланикот Мухаммед салаллаху алейхи васелам е умрен. Не е како некој што можат да веруваат дека е посланикот салаллаху алейхи васелам жив. Не, посланикот салаллаху алейхи васелам е умрен и неговите асхаби, како што ќе учиме, го имаат закопано, но тие детали ќе дојдат биизниллахи таала вечерва на крајот од дерсот или во идниот дерс. Како што вели Аллах субханаху ва таала: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ خُلْدٍ. Аллах таала вели и ние ниту на еден човек пред тебе не му дадовме вечност. Значи овде Аллах субхана ва таала му кажува на посланикот Мухаммед салаллаху алейхи васелам: ние на ниту еден човек пред тебе не му дадовме вечност. Значи никој немат од луѓето, од инсанот, што се доедени на дуњалокот, да живеат вечно. И така исто посланикот Мухаммед салаллаху алейхи васелам е значи човек. Човек што Аллах субхана ва таала му одредил смрт. Но како што вели шейхул ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах во трите темели: وَبَعْدَهَا توفي صلوات الله وسلامه عليه. И после тоа, значи умре посланикот салаллаху алейхи васелам, وَدِينُهُ باقي, но неговата вера остана. Значи посланикот салаллаху алейхи васелам умре, починаде салаватуллахи ва саламихи алейх, но верата, исламот со кој дојде посланикот Мухаммед салаллаху алейхи васелам остана меѓу редовите на муслиманите. И така ќе остане оваа вера зачувана, чиста до судниот ден. И не умре посланикот салаллаху алейхи васелам освен ни кажа се што имаме потреба за да го достигнеме задоволството од Аллах субханаху ва таала. И исто ни каже и не научи се и се што предизвикуваат лутината
Allahova. Така што посланикот салаллаху алейхи ва селам, како што се алимите во согласност дека посланикот салаллаху алейхи ва селам починат во 11-та година после хиджретот. Во 11-та година после хиджретот, во месец Рабијал Ауал, значи третиот месец хиджрески. Зашто први месец е Мухаррам, после идет Сафар и после тоа идет Рабијал Ауал. Во Рабијал Ауал почина посланикот салаллаху алейхи ва селам во ден понеделник. Значи 11-та година, месец Рабијал Ауал, во ден понеделник почина нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. И за оваа работа, за овие детали, значи 11-та година, месец Рабијал Ауал, ден понеделник, за тоа има, значи, иджмаа. Иджмаа, значи, конзенс, согласност меѓу алимите. Исто имам Ел Бухари, рахимахуллах, во неговиот сахих, напиша поглавие, бабун, моуту, јаумул итhnейн. Значи, направи поглавие и го нарече смртта, значи, од посланикот салаллаху алейхи ва селам, во понеделник. Во понеделник, значи, со тоа исто докажуваат имам Ел Бухари, рахимахуллах, дека посланикот салаллаху алейхи ва селам е умрен во ден понеделник. На арапски Ел Итhnейн, значи јаумул итhnейн, јаум ден, Ел Итhnейн понеделник. После тоа, може би некои сега се прашуваат, но кога е датумот? Датумот во кој е умрен посланикот Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Мнозинството од алимите велат дека посланикот салаллаху алейхи ва селам е умрен на 12 Рабијал Ауал. На 12 Рабијал Ауал, ова мислење го имаат мнозинството од алимите во времето на Селеф до денешно време. Значи дека посланикот салаллаху алейхи ва селам е умрен на 12 Рабијал Ауал. Но имат исто една друга група на алими кои велат дека посланикот салаллаху алейхи ва селам е умрен на 2 Рабијал Ауал. Значи, кога? На 2. Не на 12, туку на 2 Рабијал Ауал. Некој може би да се прашат, но пред да дојме до тоа, ако би го зеле она мислење кој велат алимите на 12 Рабијал Ауал е умрен посланикот салаллаху алейхи ва селам, тогаш почна болеста од која што умре посланикот салаллаху алейхи ва селам еден ден пред да излезит, односно пред да заврши месецот Сафар. Почна болеста од посланикот салаллаху алейхи ва селам. Значи, зошто? Болеста од посланикот салаллаху алейхи ва селам од која почина траеше 12, односно 13 денови. Но ако го земиме она мислење дека посланикот салаллаху алейхи ва селам е умрен на 2, тогаш болеста почна, значи, околу 20 од месецот Сафар. Но алимите, кога гледале, значи вратено назад, и гледано денот понеделник, за денот понеделник, дека е умрен посланикот салаллаху алейхи ва селам, екзистираат, како што рековме, иджмаа. Кога ги вратиле назад годињето,
znači 11-та година после хиджретот од посланикот салаллаху алейхи ве селем, во никоја варијанта не пајат, значи во никоја варијанта не пајат, значи да биде понеделник 12 Рабијел Ауал. Значи, алимите гледаат, ако биле месеците пред тоа 29 дена, или ако биле 30 дена замено и така натаму, значи, сите варијанти ги гледале алимите и во никоја варијанта не пајат да биде 12 значи, во понеделник. Ова е, значи, од аргументите на они алими кои велат дека посланикот салаллаху алейхи ве селем не е умре на 12 Рабијел Ауал, туку на 2 Рабијел Ауал. После тоа, во кое време почина посланикот салаллаху алейхи ве селем во тој ден понеделник? Посланикот салаллаху алейхи ве селем умре во тој ден на крајот на денот. Значи, кога завршуваше денот, значи пред заедување на сонцето, но кога одеше денот во завршетак, умре посланикот салаллаху алейхи ве селем. Посланикот салаллаху алейхи ве селем, кога се разболи од таа болест од која што умре посланикот салаллаху алейхи ве селем, имаше 63 години. Значи, посланикот салаллаху алейхи ве селем имаше во ова време, 11-та година, после хиджретот, што го правеше посланикот салаллаху алейхи ве селем, имаше тука 63 години. Болеста која го нападна посланикот салаллаху алейхи ве селем, во тој ден беше посланикот салаллаху алейхи ве селем кај неговата сопруга Мејмуна радијаллаху анха. Значи беше редот, зашто посланикот салаллаху алейхи ве селем поред одеше кај неговите сопруги. Тој ден кога се разболи посланикот салаллаху алейхи ве селем, во тој ден беше, значи, кај Мејмуна радијаллаху анха. Почетокот, знаците, односно симптомите на болеста беа да посланикот салаллаху алейхи ве селем имаше силни главоболки. Значи, ова беше почетокот кога се разболи нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, да имаше силни главоболки. После тоа, после некое време, покрај тие, значи, силни главоболки, исто имаше посланикот салаллаху алейхи ве селем висока температура. Имаше посланикот салаллаху алейхи ве селем висока температура. Кога беше посланикот салаллаху алейхи ве селем во таја состојба, испрати посланикот салаллаху алейхи ве селем кај неговите сопруги за да им барат одобрување, зашто болеста му оттежнуваше на посланикот салаллаху алейхи ве селем да може, значи, да одит кај неговите сопруги, да одит од една кај друга и така натаму, така што посланикот салаллаху алейхи ве селем испрати, бараше, значи, одобрување од неговите сопруги да му одобрат на посланикот салаллаху алейхи ве селем да отидет во собата, во домот на Аиша радијаллаху анха или Сафија радијаллаху анха. Така што сопругите од посланикот салаллаху алейхи ве селем му одобрија на посланикот салаллаху алейхи ве селем и тогаш посланикот салаллаху алейхи ве селем отиде во собата, во домот од
Aisha radijallahu anha. I ova kažuvat, ova ne uči nas, visoki od moral od naši od poslanik sallallahu alaihi wasallam. I v ovakvi teški momenti poslanik sallallahu alaihi wasallam baraše odobruvanje od njegovite soprugi, baraše, znači, soglasnosta od njegovite soprugi, za da može da ostane kaj Aisha radijallahu anha. Zašto? To je nino pravo. I ova kažu od vrednosta od ženata. Ako ne beše taka, ako poslaniko sallallahu alaihi wasallam praveše kako nemo ke mu čefnit i kako toj sakat, nemaše da barat dozvola. No ova kažuva, znači, visoki od moral od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što je primjer za nas do sudnji den. Se Allah subhanahu wa ta'ala veli u Kur'an: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Na vistina vi imate vo Allahovi od poslanik izvoreden primjer. Dobar primjer. Zato muslimano treba, zato i uči meni je biografijat od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, za da bidi toj naš primjer. Така što poslanikot sallallahu alejhi ve sellem gi pomina njegovite posljedni denovi od dunjalokot vo domot na Aisha radijallahu anha. A ti je beja 7 dena. Poslednite 7 dena od njegovio život sallallahu alejhi ve sellem gi pomina vo domot na Aisha radijallahu anha. Vo site tije denovi poslaniko sallallahu alejhi ve sellem, znači, imaše silni bolki, glavobolki, temperatura, taka što poslaniko sallallahu alejhi ve sellem baraš od Aisha radijallahu anha i od drugite njegovi soprugi koji ide da go posetuvat vo dom od na Aisha radijallahu anha, baraše soladna voda, znači da go mijat, da go kapat, da go osvežat, taka što go praveatije i koga poslaniko sallallahu alejhi ve sellem ke im kažeše teka dovoljno je, i vo jedan slučaj poslaniko sallallahu alejhi ve sellem se čustvuvaše podobro, znači vo tije denovi se čustvuvaše podobro, taka što izleze vo džamijata, vo negovata džamija, Mesdžid an-Nabawi, izleze vo negovata džamija i gi vodeše muslimanite vo namaz. I posle toa oddrža poslaniko sallallahu alejhi ve sellem hutba. Znači, oddrža poslaniko sallallahu alejhi ve sellem hutba, znači govor, vo koje što poslaniko sallallahu alejhi ve sellem gi sovetuvaše i gi opomenuvaše muslimanite. Tije silni glavobolki i visokite temperaturi koji gi imaše naši od poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem beja posledici od taja ovca koja beše so otrov vo Hajber. Koga učevme za bitkata na Hajber, koga poslaniko sallallahu alejhi ve sellem go otvori Hajber i posle toa jedna evrejinka stavi otrov vo ovcata i taka što go servira toa meso na poslaniko sallallahu alejhi ve sellem i njegovite ashabi, i taka što jedan od ashabite koji izede od taja ovca umre togaš. Poslaniko sallallahu alejhi ve sellem od tije posledici, znači gi imaše
тие главоболки и тие високи температури, што посланикот салаллаху алейхи ва селам во неговите последни денови, кога ги имаше тие болки, му велеше, му кажуваше на Аиша радијаллаху анха, дека уште ги чувствуват болките од тој отров. Болките од тој отров. Значи, посланикот салаллаху овде во овај хадис му кажуваат на Аиша радијаллаху анха јасно дека болките уште ги чувствуват од отровот кој го стави таја евреинка во отворањето, односно после отворањето на Хајбар. Посланикот салаллаху алейхи ва селам во неговите последни денови, кога не можеше да излагат да ги водит муслиманите во намаз, му нареди на Абу Бакр ас-Сиддиқ радијаллаху ан да тој да ги води муслиманите во намаз. Кога му дојде таја наредба на Абу Бакр радијаллаху ан, Абу Бакр, како што беше познат, беше чувствителен човек, што кога слушаше или читаше книгата од Аллах субхана ва таала Куранот, значи плачеше многу, не можеше да се воздржи. Така што Абу Бакр радијаллаху ан му рече на Омар радијаллаху ан, води ги ти муслиманите. Но тогаш му одговори Омар радијаллаху ан, ти имаш повеќе право и ти заслужуваш повеќе да ги водиш муслиманите во намаз. И тоа беше наредбата од посланикот салаллаху алейхи ва селам, да Абу Бакр радијаллаху ан ги води муслиманите во намаз. И ова без мал сомнеш, без никаков сомнеш, кажуваат, односно ни укажуваат нас вредноста од Абу Бакр ас-Сиддиқ радијаллаху ан. И кога посланикот салаллаху алейхи ва селам му го довери намазот на Абу Бакр ас-Сиддиқ радијаллаху ан, да тој да ги води муслиманите во намаз, што е најголемиот столб во исламот после шахадатейн, тогаш што се подразбират во врска со дуњалочките работи, уште повеќе и повеќе. Така што Абу Бакр ас-Сиддиқ радијаллаху ан ги водеше муслиманите во намаз. Последен ден што излезе посланикот салаллаху алейхи ва селам во неговата џамија, тој беше последен ден кој излезе посланикот салаллаху алейхи ва селам, беше четврток. Четврток значи 5 дена пред смртта салаллаху алейхи ва селам, излезе за последен пат во неговата џамија и тука им држа пак хутба посланикот салаллаху алейхи ва селам и ги опоменуваше муслиманите и ги советуваше во различни работи, но најважните работи кои ги совети посланикот салаллаху алейхи ва селам беше за ет-теухид. Ет-теухид, значи го почна посланикот салаллаху алейхи ва селам неговото повикување во теухид и исто го заврши со теухид, зашто ова е најважната работа. Исто ги советуваше посланикот салаллаху алейхи ва селам за намазот. Ги советуваше посланикот салаллаху алейхи ва селам за намазот. Значи да го чуваат намазот.
da бидат пажливи на намазот. Ова значи беше 5 денови значи пред смртта од посланикот саллаллаху алейхи васелам, и ова беше последна збирка, последна средба која имаше посланикот саллаллаху алейхи васелам со неговите асхаби, значи така собрани сите кога да им се упатит посланикот саллаллаху алейхи васелам и да им зборуваат и да ги советуваат и да ги опоменуваат и така натаму. Значи беше четврток. После тоа, значи петок, сабота, недела, Абу Бакр ас-Сидиқ радијаллаху ан ги водеше муслиманите во намаз и исто така денот од џумата, значи петокот, Абу Бакр ас-Сидиқ радијаллаху ан го држа худбето и ги клања муслиманите џума. Сето ова значи кажуваат вредноста, огромната вредност од Абу Бакр ас-Сидиқ радијаллаху ан. Така што исто Аббас, значи чичкото од посланикот салаллаху алейхи васелам, од неговата значи остроумност, од неговото познавање на синовите, на внуците од Абдул Мутталиб, зашто тој беше од Абдул Мутталиб, значи од синовите на Абдул Мутталиб, и тој Аббас радијаллаху ан го извести Алија радијаллаху ан дека посланикот саллаллаху алейхи васелам од оваа болест ќе умрит. Улемата велат, ова значи кажува значи остроумноста и искуството од Аббас радијаллаху ан, зашто тој значи ги имаше доживено неговите брача, чичковци, внуци и така натаму од фамилијата Абдул Мутталиб, и значи ги познаваше на ливното лице, на лицето, ги препознаваше дека смртта значи дека наскоро ќе го напуштат овај дуњалок. Посланикот салаллаху алейхи васелам кога беше во значи во домот на Аиша радијаллаху анха, неколку од асхабите, како исто Абдулла ибн Мес'уд радијаллаху ан и други, значи од асхабите од посланикот салаллаху алейхи васелам, одеа да го посетуваат, сакаа да го видат посланикот салаллаху алейхи васелам. И затоа велит Абдулла ибн Мес'уд радијаллаху ан дека кога го посетив посланикот салаллаху алейхи васелам, имаше силни болки и велит дека го посланикот салаллаху алейхи васелам му кажа на Абдулла ибн Мес'уд дека посланикот има толку силни болки како за двајца луѓе. Имат силни болки, значи како за двајца луѓе, и алимите велат зошто тоа значи толку жестоки болки да имат посланикот салаллаху алейхи васелам. Алимите велат ова е поради нивниот огромен иман, нивното огромно верување и нивниот сабр и огромната награда кој ги чекат пекамберите, кој ги чекат пратениците Аллахови. И исто велат алимите да бидат пример, значи пекамберите, пратениците Аллахови, да бидат пример за нивните следбеници кои ќе ги следат нив во нивниот пат. Така што значи исто Аиша радијаллаху анха вели дека јас никого не сум видела да има толку жестоки болки како што имаше посланикот саллаллаху алейхи васелам. Сето тоа
za ogromната награда кој ги чекат Аллаховите пратеници. Исто што е важна работа придонес, што треба да се спомни, кога оддржа посланикот салаллаху алейхи ве селем неговата последна хутба, значи во четвртокот, последниот говор, значи хутба, хитаб, значи говор, ја. Тука исто го фалеше, укажа вредноста од Абу Бекр Сидик ради Аллаху ан. Укажа вредноста, значи, од Абу Бекр Сидик ради Аллаху ан, и исто, значи, ги фалеше неговите ансар. Тие, значи, што го примаа во Медина и со нивните души и со нивните фамилии и со нивните имања го бранеа посланикот саллаллаху алейхи ва селем. Така што последните денови, значи петок, сабота, неделя и понеделник, веќе последниот ден, во денот во кој почина посланикот салаллаху алейхи ва селем, ги помина посланикот салаллаху алейхи ва селем во собата на Аиша ради Аллаху анха, не излезе повеќе, значи, од тоа излагање што беше во четвртокот. Но денот, понеделник, во кој што умре посланикот саллаллаху алейхи ва селем, за време на сабав намаз, значи кога беше ден понеделник, и муслиманите се собраа, сахаба се собраа во џамијат од посланикот саллаллаху алейхи ва селем, да клањаат со Абу Бекр Сидик ради Аллаху ан како имам, да клањаат сабав намаз, ел-феџр. Тогаш посланикот саллаллаху алейхи ва селем го тргна пердето од собата на Аиша ради Аллаху анха и ги гледаше муслиманите како се собрани и се клањаат, значи, со нивни имам Абу Бекр Сидик ради Аллаху ан. Ова, кога виде посланикот салаллаху алейхи ва селем како се соединети муслиманите и собрани муслиманите во намаз и го спроведуваат овај огромен столб од исламот, а тој е, значи, намазот, и се собрани зад Абу Бекр Сидик ради Аллаху ан, тука се насмевна посланикот салаллаху алейхи ва селем, се насмевна и неговото лице здрачеше од радост. Значи, кога виде посланикот салаллаху алейхи ва селем, како се муслиманите собрани зад Абу Бекр Сидик ради Аллаху ан, и тој ги води во намаз, ова го направи да биде, значи, радосен, да биде стречен посланикот салаллаху алейхи ва селем. И ова нас не учит дека она што го правеше посланикот салаллаху алейхи ва селем да биде радосен и да биде стречен, беше што? Да бидат муслиманите соединети. Но како беа тие муслимани во тоа време соединети? Значи, сахаба. Беа соединети за Куранот и Суннетот. Не соединети во бидати, не соединети во ширкови, не соединети во гревови. Значи, тоа што го задоволуваше нашиот посланик салаллаху алейхи ва селем, како што гледаме ние сега тука, во овај пример, и тоа што го направи посланикот салаллаху алейхи ва селем од радост да се насмевнит и да здрачи неговото лице од радост и стречност, беше, значи, соединоста на муслиманите во вистината, во која што дојде
je prenese Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Тоа го радуваше посланикот салаллаху алейхи ве селем. Значи, секој еден треба да се праша тој, дали тој прави дела, што кога би ги видел посланикот салаллаху алейхи ве селем, ќе се радуват, ќе здрачи неговото лице од радост и задоволство, или прави дела што не се од тоа што дојде нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Исто, во текот на тие последни денови од животот на нашиот посланик салаллаху алейхи ва селем, дојде неговата ќерка Фатима радијаллаху анха да го посетит нејзиниот татко салаллаху алейхи ва селем. И тогаш седна Фатима радијаллаху анха во близина до посланикот салаллаху алейхи ва селем, и посланикот салаллаху алейхи ва селем разговараше само со неја и му кажа нешто. Тогаш Фатима се расплаче. После тоа му кажа и нешто друго и тогаш се насмевна. Аиша радијаллаху анха сакаше, беше љубопитна да дознае што му кажа посланикот салаллаху алейхи ва селем на неговата ќерка Фатима радијаллаху анха, но Фатима не сакаше во тој момент да ја известит и не сакаше тајноста од посланикот салаллаху алейхи ва селем да ја кажете. Но после смртта од посланикот салаллаху алейхи ва селем, Аиша радијаллаху анха, што беше толку внимателна за да учит и да бара знање, пак ја праша Фатима радијаллаху анха и му кажа дека првиот пат кога почна да плачи Фатима радијаллаху анха, извести посланикот салаллаху алейхи ва селем дека таја е прва која ќе го следи посланикот салаллаху алейхи ва селем од неговата фамилија во умирачката. Значи, после посланикот салаллаху алейхи ва селем од Ахлул Бейт кој ќе умри, ќе биде Фатима радијаллаху анха. И така беше. Значи, после 6 месеци умре Фатима радијаллаху анха. И ова е доказ дека посланикот салаллаху алейхи ва селем е вистински посланик. Се од каде знаеше посланикот салаллаху алейхи ва селем дека ќе биде Фатима радијаллаху анха? И во вистина таа не беше најстара. Аббас, чичкото од посланикот салаллаху алейхи ва селем, беше многу постар. И така натаму другиот Ахлул Бейт кои беа постари од Фатима радијаллаху анха, како Али радијаллаху анха, нејзиниот сопруг беше постар од Фатима радијаллаху анха, но посланикот салаллаху алейхи ва селем е извести дека таја ќе биде. Значи, ова е доказ дека посланикот салаллаху алейхи ва селем не зборуваат од неговите страсти и неговите емоции. А причината зошто потоа се насмевна Фатима радијаллаху анха беше да е извести посланикот салаллаху алейхи ва селем дека таја ќе биде, значи, водич на верничките, значи на муслиманките во џенне. И за ова вест, радосна вест, се насмевна Фатима радијаллаху анха. Во последниот ден, зашто рековме дека на крај на денот умре посланикот салаллаху алейхи ва селем, во текот на тој ден влезе во собата во домот на Аиша радијаллаху анха нејзиниот брат, син на Абу Бакр радијаллаху анхум, а тој беше Абдуррахман ибн Аби Бакр. Абдуррахман
brat od Aisha radijallahu anhuma, vleze da go posjeti poslaniku sallallahu alaihi wasallam. I imaše so sebe, znači so nego, imaše siwak. Siwak znači miswak. Znači to kako vidna četka koja se čista, znači zabita. Poslaniku sallallahu alaihi wasallam, što poznato beše, go sakaše siwakot. Zašto? Znači gi čisteše zabite i gi osvežuvaše zabite i imaše prijatna miris. Poslaniku sallallahu alaihi wasallam go vide siwakot od Abdurrahman i Aisha radijallahu anha, onedzinata ostroumnost i pazljivost razbra shvati deka poslaniku sallallahu alaihi wasallam go saka siwakot. Taka što go praša taja nego, ja Rasulallah, go sakaš siwak od Abdurrahman i poslaniku sallallahu alaihi wasallam, su negovata glava, znači, pokaža deka da. Potom go zeda Aisha radijallahu anha, go zede siwak od Abdurrahman i go preseče, znači to je del što imaš upotreban Abdurrahman, i go omekna, došlo ima, znači, tebi da se omekne posle siwakot, go omekna, go sprema siwakot i mu gi osveži zabite na poslaniku sallallahu alaihi wasallam. I ova beše, znači, posledno nešto v koje što vleze v ustata od poslanika sallallahu alaihi wasallam, beše, znači, plukankata od, znači, tečnosta od ustata na Aisha radijallahu anha. Znači, ovo je posledno nešto što vleze, znači, v ustata od naši od poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I tako, znači, ova dokažuva teka i togaš poslaniku sallallahu alaihi wasallam upotrebuvaše, znači, taja vidna četka za čistenje zabi. I kako što ima v hadithi preneseno, teka poslaniku sallallahu alaihi wasallam veli tako, ne beše teško za moj od ummet, ki im naredev za se koji abdes, koji zemat, da upotrebuva siwak. I posle idat zapadnicite, što ima prva četka, znači izvadeno za upotrebuvanje pred 180 godine, i mislime nije muslimanite što toliko nemame vrska od našata vera i nepoznavanje od našata vera, deka se i se što zapadnicite ima otkrijeno i izvadeno i izmisleno i ne znam što. Zašto? Zašto samite ne znajme ništa od našata vera i koga ni go prodava naše to, mislime deka je nivno. Poradi ogromno to neznanje koje ne ima opfateno. Poslaniku sallallahu alaihi wasallam v tije momenti veleše Allahumma rafiq al-a'la. Allahumma rafiq al-a'la. O Allah, ti se molam, znači, za visoko to pridruženje. O Allah, ti se molam za visoko to pridruženje. Znači, ko se ti je rafiq al-a'la, znači, kako što vela talimite v objasnovanje to na ovaj hadith, Allahumma rafiq al-a'la, znači, ti je se en-nebijin, znači, pekamberite, siddiqin, znači, iskrajnite, šuhada, šehidite i salihini, pravednite. Znači, mu se moleše poslaniku sallallahu alaihi sallam, mu se moleše na Allah subhanahu wa ta'ala za visoko to pridruženje v društvo, znači, na pekamberite, na siddiqin, na šuhada i salihin. I toga žvelit Aisha radijallahu anha, koga go slušna v poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, da gi veli tije zborovi, togaž shvativ,
дека посланикот салаллаху алейхи ве селем се имат одлучено за она што е кај неговиот господар. Значи се имат одлучено посланикот салаллаху алейхи ве селем за она што е кај неговиот господар Allah subhanahu wa ta'ala. Во најпоследните мигови пред да умри посланикот салаллаху алейхи ве селем влезе Омар ибн ал-Хаттаб и Мугира ибн Шу'ба радијаллаху анхума во домот на Аиша радијаллаху анха. Значи му бара дозвола на Аиша радијаллаху анха, му бара дозвола и тогаш Аиша радијаллаху анха се скри зад перда, значи зад перда, зашто забрането е мешање во исламов, немат братучен и братученка и комшија и комшијарка и не знам што други гачки и приказни, некои други заблуди, немат во исламот. Исламот имат јасни граници што Аллах субханаху ва та'ала ги објавил, што треба да се чуваме ако сакаме да го чуваме нашиот морал и нашата околија. Се ако не, гледаме после 332 други проблеми поради тие мешање, поради тие такви овија комшија, овија како брат, она како сестра, оња вака, оња така, значи селски муабети, селски говори. Овде збориме за најдобрите луѓе на овај дуњалог. Омар ибн ал-Хаттаб радијаллаху ан, со Мугира радијаллаху ан, влагат кај посланикот салаллаху алейхи ве селем, не велат на Аиша е сопругот посланикот салаллаху алейхи ве селем, Аиша така, Аиша не знам што, не. Аиша радијаллаху анха се крие зад перда, да не ја видат, да не се мешаат. И во тие услови кои ги имале во тоа време, а денеска ни имаме соби и соби, спратови и спратови, но шејтанот ни е влезен и сакаат секој еден на другиот да му ја гледат неговата сопруга и да се смеат лице во лице. Но ако си маж, зборувам тука на мажи, не оние кои се поженети направени. Ако си маж, ако имаш љубомора машка, нема да дозволиш да ти ја гледа некој твојата сопруга. Како ти не дозволуваш некој да ти го знајт тој пинот што ги имаш од тоа контото на банката, туку ставаш раката кога го ставаш тој пинот дуњалочки, го ставаш пинот, ставаш раката да не те гледа никој кој е тој пин и бројот на пинот. Но зошто? Зошто тоа ти е важно тебе и не сакаш никој да го знајт. Но кога се работи за твојата сопруга, кога се работи за твојата чест, излагаш на улица и на таков начин излагат, да речиш не полугола, туку гола, и ти срцето не ти трепнуват. Прашај се дали останало маштило куште во тебе. Но ова е тема за себе. Омар радијаллаху ан во последните мигови од нашиот сакан посланик Мухаммед салаллаху алейхи ве селем влезе кај посланикот салаллаху алейхи ве селем во придружение на Мугира радијаллаху ан. Кога влегоа тука, посланикот салаллаху алейхи ве селем се онесвести. Значи од толку големи болки кои имаше посланикот салаллаху алейхи ве селем, се онесвести. Така што се одлучија да излезат надвор, да не седат тука, да не сметаат
No koga izlaga nadvor Mughira radijallahu an, se ispuli ušte ednaš kaj našio sakan poslanik sallallahu alaihi wasallam, i togaž mu reče na Omara, ja Omar, poslaniko sallallahu alaihi wasallam vistina umra. Togaž Omar radijallahu an mu reče ne nikogaš. Togaž Omar znači ne sakaše da prihvati taja vest. Reče ne nikogaš. Ti samo govoriš so tvoj odgovor deka je poslaniko sallallahu alaihi wasallam umren za da praviš fitna. Allah ta'ala nema da go zemit poslaniko sallallahu alaihi wasallam se do deka toj gi odstranit munaficite. I Omar radijallahu an izleze na dvor vo džamijat od poslaniko sallallahu alaihi wasallam i im veleše koji ke rečit, koji ke kažuvat deka poslaniko sallallahu alaihi wasallam je umren, jas ke go ubijam. Taka što nikoj ne se osmeluvaše da mu zbori nešto na Omar ibn al-Khattab radijallahu an, a vo tije momenti Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an beše malce kako, znači, nadvor od Medina. Znači, tuka vo Medinama, znači, malce oddalečen, zašto? Koga vidua na sabajleto, teka poslaniko sallallahu alaihi wasallam ga otvori perdeto i se ispuli kaj njegovita ashabi i se nasmevna i beše radosan, pomislija Abu Bakr radijallahu an i drugite sahaba deka poslaniko sallallahu alaihi wasallam znači ke se podobrit njegovo to zdravje. I taka otide kaj njegovata sopruga Abu Bakr radijallahu an, što beše znači tuka vo blizina od Medina, no malce znači kako oddalečen. Togaž sahaba ridvanullahi alaihim mu rekao na jedan od ashabite od pekambera sallallahu alaihi wasallam koji beše njegovo to ime Salim ibn Ubej, mu rekao na Salim, o Salim, odi ti kaj Abu Bakr radijallahu an i izvesti go deka poslaniko sallallahu alaihi wasallam je umren i izvesti go isto deka Omar radijallahu an vaka i vaka velid i vaka kažuvate kak je pravit so onije koji kažuva deka poslaniko sallallahu alaihi wasallam je umren. Koga stigna Salim radijallahu an kaj Abu Bakr radijallahu an ne možeše da zboruvat. Znači ona lipteše od tolku tažnost, od tolku što beše pogoden od smrta na naši od poslanik sallallahu alaihi wasallam, ne možeše Salim ibn Ubej radijallahu an da mu je kažit vesta na Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an deka poslanik sallallahu alaihi wasallam je počinat i togaž razbra sam Abu Bakr mu reče da li počina poslaniko sallallahu alaihi wasallam i Salim mu reče da počina poslaniko sallallahu alaihi wasallam i poslije mu kaža go izvesti za ona što kažuvat Omar radijallahu an. Togaž Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an se upati odma Abu Bakr radijallahu an za kaj džamijat od poslanika sallallahu alaihi wasallam, odnosno domot na njegovata kjerka Aisha radijallahu anha. I Abu Bakr radijallahu an koga stigna tuka vleze odma vo sobata na Aisha radijallahu anha bez da zboruvat so nikogo. Znači koga stigna Abu Bakr radijallahu an i koga be muslimanite sobrani vo džamijat od poslanika sallallahu alaihi wasallam i Omar radijallahu an zboruvaše celo vreme teka koji ke kaži vaka i vaka, ja se ga ubijam. Abu Bakr radijallahu an ne zboruvaše, ne obvarna vnimanje vo početok novije raboti, tuku vleze odma vo sobata na Aisha radijallahu anha i poslaniko sallallahu alaihi wasallam beše pokrijen so jedno platno, znači licet od poslanika sallallahu alaihi wasallam isto taka beše pokrijeno so jedno platno, taka što Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an go trgna, go odstrani to platno od liceto na poslanika sallallahu alaihi wasallam i go bakna, togaž go bakna, znači na čelo to poslaniko sallallahu alaihi wasallam, znači Abu Bakr go bakna poslaniko sallallahu alaihi wasallam i togaž reče Abu Bakr radijallahu an,
na vistina beše prijatan koga beše živ i isto si prijatan koga si mrtov. Znači togaž Abu Bakar radijallahu an vide, se uveri deka poslaniko sallallahu alaihi wasallam umren i togaž isto počna da silno da plačit Abu Bakar radijallahu an i reče inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Na vistina nije sme od kaj Allah i kaj Allah ke se vratime. Zašto kako što spomnavme na početok, Allah subhanahu wa ta'ala go izvestuvat poslaniku sallallahu alaihi wasallam deka na niko jedan čovek nemu ima dajno Allah subhanahu wa ta'ala večnost na ovaj dunjalog. Zašto? Nije nesme stvoreni za ovaj dunjalog. Naše to patuvanje produžuvat. Posle toga, Abu Bakar radijallahu an vleze vo džamijat od poslanika sallallahu alaihi wasallam i Omar radijallahu an beše ušte zboruvaše ona što go kažuvaše prethodno i togaž mu reče Abu Bakar radijallahu an molči Omar, znači mu naredi Abu Bakar radijallahu an da ne zboruvat Omar radijallahu an, zašto Omar kažuvaše teka ova je, znači to što mu se sluči na poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je isto kako ona što mu se sluči na Musa alejhi selam, što beše 40 denovi odsuten od njegovi od narod i posle toga se vrati nazad, taka isto Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, taka kažuvaše Omar, no togaž Abu Bakar mu reče ja Omar molči, znači mu naredi da molčit i togaž počna Abu Bakar Siddiq radijallahu an da zboruvat. I prva rabota koja im reče na muslimanite, na ashabite od poslanika sallallahu alaihi wasallam, koji go obožaval Muhammeda, neka znajt teka Muhammed umren, no koji obožavat Allah, neka znajt teka Allah je živ i ne umirat. Ovi se prvite zborovi kojim gi reče Abu Bakar Siddiq radijallahu an, što beše prva ta rabota, što gi učit ovdje Abu Bakar radijallahu an, što gi posetuvat Abu Bakar radijallahu an, beše teuhid. Teuhid od beše prva ta rabota koji gi posete Abu Bakar radijallahu an. I posle toga im čitaše slednji od ajet Abu Bakar radijallahu an, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَدْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Abu Bakar go recitiraše ovaj ajet, Muhammed je samo pratenik, a i pred nego imaše pratenici, ako toj bi umrel ili bi bil ubijen, zarem vi nazad bi se vratile, znači ke odpadnite od verovanja to što nazad ke se vratit, na Allah nema ni malku da mu naštetit, a Allah blagodarnite ke gi nagradit. Koga go recitiraše Abu Bakar radijallahu an ovaj ajet, ovaj im dojde na ashabite od poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako da go slušnua prvi pat ovaj ajet, kako da ne go slušnale prethodno i taka što kako da beše objaven ovaj ajet vo tije momenti. I taka što site koji go slušna ovaj ajet, site go recitira, iz koga go prenesuva na drugi ta ashabi koji ne bija tuka prisutni, go šireja i go recitira ovaj ajet, znači وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَدْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Znači Muhammed je samo pratenik i pred nego imaše pratenici, i pred nego beja pratenici Nuh alaihi salatu wassalam, Ibrahim alaihi salatu wassalam, Musa alaihi salatu wassalam, Isa alaihi salatu wassalam, no i ti je znači se umreni i taka Muhammed sallallahu alaihi wasallam ke umrita. Omar radijallahu an veli, koga go slušnav ovaj ajet i tije zborovi od Abu Bakar radijallahu an,
mi stana jasno i svesno дека посланикот салаллаху алейхи васелам на вистина е умрен. Така што, поради времето, ке го дозавршиме дерсот во идниот петок, би идниллахи таала, и така што ќе ја завршиме оваа најубава и најогромна биографија во која што познава човечанството, а таа е биографијата на нашиот посланик Мухаммед саллаллаху алейхи васелам. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.